на КТВ, добро вечер. Градоначалникот на општина Неготино Ванчо Апостолов денеска оствари средба со инженерите, представници на реномирана фирма ИМГД од Самобор, Хрватска, на која го означија почетокот за реализација на проектот за хидраулично мерење на притисокот на водата во општината. Градоначалникот на општина Неготино Ванчо Апостолов денеска оствари средба со инженерите од фирмата ИМГД од Хрватска, изведувач на проектот за хидраулична регулација на притисокот на вода во водоводната мрежа во општината. Проектот за хидраулична регулација на притисокот на водата во град Неготино и воопшто во општина Неготино веќе го потпишавме договорот и еве денес имавме заеднички состанок со инженерите од реномираната хрватска компанија ИМГД. Тоа е една од 10 светски најреномирани компании и од денес треба да се започне со имплементација на терен. Како што се договоривме, значи, доколку дозволи времето, треба до период некаде до пред Нова година да завршим многу клучни и крупни работи, со тоа што еден ден Неготино ќе биде град кој нема редукција на вода. Тоа е првата фаза, каде што инженерот подоцна ќе објасни кои се клучните моменти во тој дел. Ние како општина Неготино се залагавме и работивме на овој и на неколку други паралелни проекти со овој околу реконструкција на водоводната мрежа во општина Неготино и изградба на 2 акумулации, еден базен за горна зона и еден во село Пепелиште, и се надевам дека тие истите ќе ги завршиме до крајот на наредната година. Но во прв момент битно ни е да прекинат редукциите на вода, кои знаеме дека веќе стана и деценијски проблем на општина Неготино и капитален проблем на општина Неготино, и сметам дека ќе ставиме крај на тоа, и затоа изборот падна на оваа светска реномирана компанија. И сметам дека работите ќе започнат во најдобар ред и така ќе продолжиме. Значи, надзорот од општина Неготино ќе биде секогаш покрај нив, исто така инженерите ќе бидат секогаш покрај изведувачите, така да сметам дека за кратко време Неготино ќе ги заборави редукциите на вода. Изведувачите на овој проект велат дека за прв пат се во Македонија, дека овој систем кој ќе го спроведуваат не е досега применет во Македонија. Тие се специјализирана фирма која се занимава со откривање и санација на губитокот на вода во градските водоводни мрежи. Ние сме специјализирана фирма која се бави откривање. Прво да кажам, како што и градоначалникот рече, ние сме специјализирана фирма која се занимава со откривање и санација на губитокот на вода во градските водоводни мрежи. И на тоа подречје имаме многу големи искуства и во Хрватска и во други краеви во поранешна Југославија, па и пошироко. Работевме дури и во Советскиот сојуз и во Италија. Што се однесува на нашата задача овде конкретно, добивме информација, а подоцна и констатиравме дека на подрачјето на Неготино губитокот на вода е огромен и затоа имате постојани редукции на вода. Констатиравме дека во поголем дел од мрежата потисоците се превисоки, а знаеме дека што е повисок притисокот, низ истата пукнатина на цевката излегува поголема количина на вода, отколку ако потисокот е помал. Друго што е важно е дека нема никаков надзор. Мрежата е голема, кога ќе снема вода не се знае која е причината, подрачјето е широко. Друго што ние работиме, освен редукциите на тие потисоци, се контрола и надзор на протокот преку далечински надзор, каде ќе биде поставен компјутерски систем на кој секој ден ќе се покажува колкави се губитоците на вода во одделни делови на мрежата. Мрежата се дели во зони така што ќе одредиме точно во која зона настанал дефектот, за тоа и ќе дојде екипа. Ние очекуваме наскоро да започнеме со работата, кога сите законски формалности ќе се завршат, и очекувам дека работата би можеле да ја завршиме до Нова година, а можеби и порано, зависно од временските услови. Искуството покажа дека со таков пристап редукциите на притисокот и надзорот на протокот на водата ќе се знае и ќе се отстранат дефектите, ќе се постигнат резултати за намалување на губитокот на вода, а со тоа би требало да биде и крај на вашите маки со редукцијата на вода. Ние овде сме прв пат во Македонија и овој систем за кој претходно зборував не е применет во Македонија. Беше прашање која е разликата помеѓу SCADA системот и овој систем. SCADA системот е систем кој дава податоци за протокот, за нивото и така натаму, меѓутоа може и да се управува со електромоторни вентили. Ова е нешто сосема друго. Ова е нова така наречена вентилска технологија која работи без енергија.
Значи по шахтите не ни е потребна струја нити за управување на вентилите, ниту за далечинските дојави за податоците. Едноставно нема струја. Одржувањето е многу едноставно, а скадата електроника, електрониката е подложна на временските непогоди како што се грмотевици, молњи и така натаму. Овој наш систем е отпорен на тоа. Потоа електромоторните вентили кои се во шахтите многу тешко може да се одржуваат. Познато ни е дека во поголем дел од шахтите се во вода, пливаат во вода и доаѓа до прегорување на моторот. Овој наш систем е отпорен и може да биде потопен во вода. Ништо од тоа не му смета и затоа сметаме дека и скада системот е прифатлив, но примената на овој систем овозможува директно управување без никаква и ничија помош, што значи автоматски се управува со притисоците во резервоарите. Овој проект, кој е еден од неколкуте кои локалната самоуправа и градоначалникот Апостолов ги спроведуваат за подобрување на водоснабдувањето, е вреден над 20 милиони денари, средства кои ќе бидат обезбедени од буџетот на општина Неготино. За време на викендот на Врна од 10 до 75 литри на метар квадратен, најмногу дожд падна во районот на Ресава и Сува Гора, што дополнително ја отежнува бербата на грозјето. Грижите и главоболките на лозарите се зголемуваат. Новите врнежи за време на викендот дополнително ја отежнаа бербата на трпезните и вински сорти грозје. Во метеоролошката станица во електромашинскиот училишен центар Кирос Панчов Брко беа измерени само 10 литри, како и во Трстеник, Љубаш и Шамаците. Најмногу дожд наврна во районот на селото Ресава и Сува Гора, дури 75 литри на метар квадратен, додека во Фариш нови 50 литри, што заедно со претходните врнежи од 150 литри изнесуваат дури 200 литри во екот на бербата. Оваа незапамтена лоша година за лозарството исто толку лошо завршува и во бербата. Влагата го уништува квалитетот на родот, трошоците за заштита се зголемија неколкукратно, а берачите чинат многу поскапо заради пролонгирање на бербата. Ваква е сликата и на плантажите на најголемиот производител на трпезно и винско грозје во нашава држава, акционерското друштво Гоце Делчев Тиквеш. Од плантажите со Вранец во районот на Шамаците, каде годинава штетите од град беа најголеми, наместо просечните 230 тони годинава ќе се наберат само 60 тони грозје, вели директорот Ристо Милев. Само што стартуваше бербата на сортата Афусали, која вообичаено се береше до 20 октомври, меѓутоа годинава, заради лошите климатски услови, бербата ќе биде скратена, а грозјето, освен намалените приноси, ќе биде со многу полош квалитет. Ова важи и за сортите Рибиер и Молдавија кои се уште се берат, додава Милев, потврдувајќи ни уште еднаш дека ова е најкатастрофалната година за лозарството во Тиквешијата последниве 3 децении. Родот ќе биде преполовен, а трошоците на производството зголемени, вклучувајќи ги и последните соберачите роми кои доаѓаат од Струмица, Куманово и Скопје. Ништо подобра не е сликата и во градинарството. Вредните градинари годинава токму кога треба да го оберат родот и се офајдат од повеќе месечната работа, сега мака марчат со бербата на куртовската капија, индустријските домати, модриот патличан и зелените пиперки, вели Божанка Кузманова, самостоен референт во Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството. Покрај дополнителните трошоци за заштита, градинарите заради обилните врнежи не можат да го зачуваат квалитетот на зеленчукот и на градскиот зелен пазар купуваме зеленчук за зимница поскап и со многу полош квалитет. Се уште е рано да се дадат проценки за намалувањето на родот, иако станува збор за големо намалување на приносите, додава Кузманова. Во полициска акција Гора откриени 5 мина дрвократци. Кај нив полицијата пронашла 11 метри кубни дрва за огрев. 5 мина дрвократци кои ја пустошеле шумата во Велешко откри полициската акција Гора. Едниот бил фатен на дело, додека четворицата веќе ги превезувале бесправно исечените дрва. Кај нив се пронајдени 11 метри кубни огревно дрво. Полицајци од Чашка, шумската полиција и службеници од СВР Велес ги откриле дрвократците. При контролата во атарот на селото Степанци и местноста Мукос сопрено е возило Лада Рива во кое се превезувале двајца прилепчани. Возилото било натоварено со помала количина огревно дрво, а во ладата имало и 2 моторни пили и 1 секира. Подоцна било утврдено дека се враќале од бесправна сеча.
Успеале да соберат 6 метри кубни буково и дабово дрво. Во другиот случај на скоро истото место се откриени уште двајца прилепчани и кај нив е пронајдена моторна пила и 5 метри дрва. Последниот случај, реализиран со акцијата Гора за сузбивање на нелегалната сеча на шума, е откриен во атарот на селото Бањица. На дело бил фатен жител на селото како сече габерова шума. Од Министерството за внатрешни работи велат дека по целосно документирање на случаите, петмината дрвократци ќе заработат со одветни пријави. Поради основи за сомнение за кривично дело злоупотреба на службена положба и фалсификување исправа, кривична пријава од СВР Велес и обвинителството за работи МА 37 години од Велес. Секторот за внатрешни работи Велес во соработка со надлежното обвинителство поднесе кривична пријава против лицето МА 37 години од Велес, овластено лице на фирмата Сердар Капиден Дойл од општина Велес поради основи за сомнение дека сторил кривично дело злоупотреба на службена положба и фалсификување исправа. Пријавениот, велот од СВР Велес, искористувајќи ја својата службена положба како книговодител на фирмата Блатон од Велес, со намера да се стекне со противправна имотна корис, во 5 наврати го фалсификувал подписот од овластеното лице на Блатон, при што од сметката на фирмата со фалсификувани документи префрлил пари на 2 различни сметки во износот 63.560 денари. До 12 октомври социјално загрозените граѓани може да поднесат барање за еднократен отпис на долгови. Акцијата започна од 18 август, а веќе во Кавадарци за оваа поволност аплицирале 512 граѓани. Вчера вработените од Центарот за социјални работи Кавадарци делеа промотивни флаери во кои се содржани условите и начините за да се искористи оваа владина мерка. Директорката на Центарот за социјални работи Вања Попдинова акцијата за отпис на долгови ја оцени за успешна со реализирање од самиот старт. Интересот за отпис на долгови кај кавадарчани е голем, информира директорката на Центарот за социјални работи Кавадарци Вања Попдинова. Од почетокот на акцијата од 18 август барање поднеле 512 граѓани од социјално загрозени семејства, чии што остварени приходи минатата година не биле поголеми од 105.600 денари. Социјалците загрозени граѓани кои го исполнуваат условите за да им бидат распишани долговите да бидат информирани. Вработените во Центарот за социјални работи вчера делеа информативни флаери во кои се опишани критериумите за еднократен отпис. Акцијата успешно се спроведува. До денеска имаме поднесено до петок, значи работен ден, имаме вкупно 512 барања за бришење на отпуск на долгови. Како корисници на ова право можат да се јават, исто во флаерите стои, корисници на социјална парична помош, корисници на постојана парична помош, лица кои што активно бараат работа повеќе од 12 месеци во Агенцијата за вработување, лица кои што се нашле во социјален ризик поради болест, поради хендикеп или поради смрт. Слободно секој граѓанин кој што е заинтересиран за отпуск или бришење на негов долг кој што настана од 2009 до 31.12.2013 година, значи и кој што повеќе од 12 месеци не е платен, односно не е вратен, значи граѓаните од оваа категорија која што ги наброив може да си поднесат барање за отпис на долгови, со себе да понесат лична карта на увид, ние правиме фотокопија, доколку се работи за болест, медицинска документација, доколку се работи неплатена сметка, значи ја го потврдуваме статусот дека е корисник на социјална парична помош или постојана парична помош, доколку е активен барател на работа повеќе од 12 месеци, исто така се потврдува со потврда од Агенцијата за вработување. Обраците кај нас се со цел, со оглед дека Центар за социјални работи покрај основното седиште кое што е во градата социјална, така наречена социјална, значи имаме уште едно седиште каде што позади Стар Балкан, каде што всушност се остваруваат правата од паричните материјалните давачки.
Значи, граѓаните слободно дали ќе се обртат до нас во центарот на трети спрат во социјалното или ќе се обртат во шалтерите позади Стар Балкан, ќе бидат услужени. Значи, нема препрачање од едно на друго место. Пола од обраците се поделени и кај нас во главната зграда, а пола обраци исто така се наоѓаат во токму кај стручните работници кои што ги работат овие материјални парични давачки. Барањето за отпис на долгови, граѓаните, значи оние кои што ги исполнуваат условите согласно закон за отпис на долг, може да барат по неколку основи. И тоа, значи за електрична енергија, за топлинна енергија, топлификација, потоа за радиодифузна такса, за кредитни картички, значи пречекорување во кредитни картички, трансакциони сметки и кредити по основ на потрошувачки кредит. Исто така во делот на исполнувањето на условите, значи покрај тоа што кажавме по кои основи може да се бара бришањето на долг, многу битен елемент е сите овие, значи покрај да ја користи социјална парична помош, постојана парична помош, ризик по основ на болест, хендикеп или смрт. И битниот, многу битен елемент, двајцата брачни другари, значи како странки или како учесници во барањето за отпис на долг се само двајцата брачни другари, пошироко семејство не. А последен услов е двајцата брачни другари да немаат вкупен годишен приход повеќе од 105.600.000 денари во 2013 година. Значи, строго да се внимава на вкупниот приход, материјален приход во брачните другари кои што имаат намера да поднесат барање или да земат обраци од кај нас, да поднесат за бришање на долгови, нивниот годишен приход да не е повеќе од 105.600 денари. Подполнувањето на ваквите обраци, како што кажав, се зема од Центарот за социјални работи и во непосредна помош и логистика со најшите вработени од Центарот за социјални работи. Тимови на итната медицинска служба при здравствен дом Кавадарци од денеска ќе се обучуваат во ургентните центри Мајка Тереза во Скопје и во ургентен центар Битола. Проектот Ало докторе на локално ниво за совети од помало значење функционира на 194. Од денеска неколку тимови доктори од итната медицинска служба при здравствен дом Кавадарци започнуваат со обука во ургентните центри Мајка Тереза во Скопје и ургентниот центар Битола. Итната медицинска служба ќе следи обука во две смени, од кои едната ќе се реализира во ургентен центар Мајка Тереза во Скопје, а втората смена ќе следи обука во ургентниот центар во Битола, информира за КТВ началникот на итната медицинска служба при здравствен дом Кавадарци, доктор Антуан Паракеов. Целта на ваквата обука е да го следиме процесот на лекување на итните случаи кои ги препраќаме до ургентните центри, искуство повеќе за нас, но и олеснителна околност во иднина при вакви случаи во итната медицинска помош, појаснува Паракеов, од кој дознаваме дека обуката е по иницијатива на Министерството за здравство. Што се однесува до владиниот проект Ало докторе, кој започнува со работа од денеска, доктор Паракеов појаснува дека истиот функционира централизирано од ургентен центар во Скопје наменет за сите граѓани од Македонија. На бесплатниот телефонски број 15123 секој ден од 18 до 22 часот ќе има по еден доктор кој што е директор во некој од клиниките, односно специјалист или доктор на науки со огромно искуство и ќе прима повици за да дава совети на граѓаните кои што сметаат дека имаат потреба да се јават на овој телефон. За сите останати полесни случаи со температура или главоболки и понатаму на локално ниво во секое време останува достапен 194 на кој ние во секое време даваме совети, вели началникот на итната медицинска служба во Кавадарци. Во моментот дознаваме од доктор Паракеов најмногу се интервенира на случаи со вирози, цревни заболувања, проливи и повраќања, поради променливото време, она што се очекува, вели Паракеов, се респираторните заболувања, грлото и кашлицата. Управата за јавни приходи од почетокот на наредниот месец воведува продолжено работно време во регионалните дирекции.
Од 1 октомври годинава сите регионални дирекции на Управата за јавни приходи ќе работат со продолжено работно време до 18 часот во работните денови и до 14 часот во сабота. Во соопштението од Управата за јавни приходи се нагласува дека поради совпаѓање на работното време на голем дел од физичките и правни лица со работното време на УЈАП, странките често не можат во текот на предвиденото работно време да ги завршат своите обврски. Од тие причини се продолжува работното време на шалтерите на УЈАП, со што нашите услуги ќе бидат подостапни за граѓаните и фирмите, објаснуваат од Управата за јавни приходи. И регионалната дирекција Кавадарци од 1 октомври годинава ќе работи со продолжено работно време од понеделник до петок од 8:30 до 18, а во сабота од 8:30 до 14 часот. Продолженото работно време за даночните оделенија на УЈАП во Прилеп, Охрид, Гостивар, Кичево, Струмица, Куманово, Велес и Гевгелија ќе почне да се применува од 1 јануари следната година. Советот на општина Велес во среда ќе ја одржи редовната 22 седница. Општинскиот совет ќе разгледува работата на образовните институции во минатата школска година. На седницата во среда советниците треба да ги усвојат годишните извештаи. Ќе се утврдува финансиската работа, техничката опременост, бројот на запишани и завршени ученици, нивниот успех, кадровската екипираност. Така годишни извештаи за работа пристигнати се од 7 основни училишта, освен 5 од градот, на увид пред советниците се и училиштата во Оризари и Иванковци. Потоа на дневен ред на 22-та седница следуваат 4 средни училишта. Советниците ќе го разгледуваат и годишниот извештај од работата на музичкото Стефан Гајдов. Извештај од работата во минатата година достави и ученичкиот дом Лазар Лазаревски. Според овој документ, лани во интернатот престојувале 221 средношколец. Техничкото Колене Делковски и хемиското Димитрije Чуповски имале најмногу ученици кои престојуваат во ученичкиот дом. Потоа следуваат гимназијата и економското Јовче Тесличков. На дневен ред на 22-та седница е доставена и конечната бројка на запишани ученици во новата училишна година. Според извештајот, годинава се запишани 589 првачиња, додека во средните училишта настава во прва година ќе следат 658 ученици. Црвен крст на Неготино најавува 2 крводарителски акции во четврток во Неготино, во петок во Демиркапија. Поради редовните потреби за крвни единици во државата, Општинската организација на Црвен крст Неготино организира редовна крводарителска акција, информира денеска раководството на оваа хуманитарна организација. Првата од доброволните акции е закажана за на 18 септември во четврток, а ќе се реализира во просториите на Црвен крст Неготино во период од 9 до 15 часот. Втората организацијата ја закажа за на 19 септември во петок во Општинското основно училиште Димче Ангелов Габерот во Демиркапија во период од 9 до 14 часот. Од Неготинскиот Црвен крст поканата ја оставаат отворена за сите граѓани, работници и ученици од Општина Неготино. Оставаме заинтересираните да ја изразат својата хуманост и солидарност со доброволно дарување на својата крв за да се спаси нечии живот, додаваат организаторите. Крвта е незаменлив лек кој не се знае кому и кога некому ќе му затреба. Дарувајте крв денес, затоа што утре може би и вам ќе ви биде потребна, советуваат од Општинската организација на Црвен крст Неготино. Следува временска прогноза. Времето утре предпладне ќе биде умерено облачно, попладне ќе има зголемување на облачноста и услови за слаби врнежи од дожд, температурата ќе се движи до 25 степен. Гледавте вести, имајте пријатна вечер со програмата на КТВ.